Објава! Деновиве сред нашиот град Струмица во јануари 1963 година се појави големиот смок. И до сега се знаеше за неговото постоење од стари, а сега ни дојде на гости како змијски цар, што не спие преку зима и кога изгледа малпак само така ни се прикажува, а поголем е 100 пати од својата слика, бел како домашар цицоциц, и затоа никој да не се плаши туку да пријави што видел, чул за него се поред на власта, а она го знае своето, кој го скрие ке биде парично глобен, или ако го отепа без дозвола крај. Крај. А сега де? Дрън. Какво сега това чудо? Ти кажах да не търчаме по барабано. А ти, айде да чуваме, що ќе кажат. Не веш толки? Я некој глоба, я некој снег чистене. Море, не трчаш ти по барбано, жено, тук се само по мене се влечкаш. Са плашаш да не ти избегам, нели? Сакаш да вързам за очкура. Жени си работи. Смок се појавил. Остави си работа и слушай геневите блюткавещини. Закопалници? Јас мислех некој јангън. Без палето излева в огън да ги изгори. Големо чудо! Се појавил смокот, како јас само да не знам оти он туката. Јути му бабо, шо си го отворила чанако? Абе, Роданот си го оставив. Мачката, клобата ќе ми ги разчини, бре. Да ти го фукнам у Родано. Ај, ој си дома да не настинеш. Ај, остајде да чуме, белки некој знае нешто повече за таа работа. Вино, од дек излизе са тај смок? Сега само бегане на пере. Ептембърливи човеци. На сейф се чине. А тебе на мајтап ти излева. Да не излезе от тај смоко за кој ще от памти век се паркажува. А рапало не ни го јаде. Нищо не разбирам. А што не прашаш ако не разбираш, Морилјовице? Зашо само така на празно мелиш, а? Ја те е власта, па разпраши се. Ја ти го председатело на одбора. Ја те е јавната обвинителка. Они ако не знаат, кој ќе знае? Другари, другарки, не оди ова вака. Ептенговедарски си ја сваќаме работата. Не гледате ли какви задолженија стојат пред нас? Патишта треба да правиме, езерата треба да ги доправиме, полето треба да го култивираме. Абе, градот малку да го заличиме, пороите да ги свртиме. За некоја година реформа не чека, а вие за најмало гомна идеи кај председателот. Добро бе, на што ви личам јас? Така ли самоуправување ќе спроведиме? Така ли производството ќе го зголемиме? Арно викаш, бе, другар председател, абе ние народ ли сме, бе? За нас изтапа оного ара. Шо е, бе? Шо е, бе, шо сте блинали, шо сте зајнали? Ај да ме нема, бе. Не гледате оти човеко запанен с државни работи. Ами, чаре, изгледа само бегане на пере. Дек ќе бегаш на мајк ти угазов. Да бегаме на Свети 15. На Богородица под препешалто. Тесно е, нема да не собере. На Цар Викуле, бе? На Бајеро да бегаме? На Самораница. Ниско, ќе се каче. Ото за време на војната.
да си подбереме жените и децата, бебинта на каркач и въз да нанему Вилюса, да се скриемо пърнарто. С смок нема излевачка на край. Ако таков как ще се прокажува, ке насукти се. Да бегаме, другари. Ама како да ги оставим и државните работи? Лесно му е на Ванчо. Негов дукен, негов ключ, негово чекмедже. А ние, другари? Да не затворят, кога ќе се вратиме? Да не сменат? Леле, да не ни изтрият главата со сол? Мукорка. Шала ли бе? Мисит се изплаши. Та зверка е создадена за това да сплаши човец. Шо знаеш ти за това? Знам, на мен ме е кумшика бабата Фима Вражальката. От нея всекакви чудеси съм чел за смоко. Я не, питайте га. Навистина? Айде, що стоиш, баба Фимо? Кажи да чуем и ние, само да не си се некой майтап. Другар председател, ти не ги знаеш ли тамаля мате? Ти да мълчиш! От тебе излезе цялата работа. Айде, сборувай, баба Фимо. Големиот смок е предвестник на големите мрежи. Живее во долна земја. Испие со вековен сон. Но се приближува времето кога треба да се пробуди да тргне по светот. Штом курварството и кражбите и лакомоста и лажните сведоштва засерат по светот, еве го и смокот да ги проречи. А каков бил смокот? Разни ги имал. Или истио на разни чешите се праправал. Преко 100 мина имал, а побоя бил белчо, црнчо или шарчо. По некоя особина, например, цицоциц. Прибидейки бил много ме рекли на цицане. Така ли, Бафимо? Така и... Какво цицање? Разно цицане имало. Кравяк цицал. Го викале кравоциц, цицокрав или млечко. Голем джаб им давал на кравите, от они сами си довагяле каде него, как им натежнанле вимиинта и му кале, се додекне до омануко. А как се появил? Они го лижале, а он им се замутовал около ноисто и почнал поленка да смука. Първо една циска, па втората циска. Така ли, Бафимо? Така и но. Такви ли работи знаеш ли? Каквецо? И аз съм слушала за това. Нашите смокове са от taj soj. Колко крави се разсипале така. А толкова некой ги доцицувал, шо кръв им пуштувал. А цицал и овци и кози. И тогава поинат го викале. Пръчко и така ли, Бафимо? Така и но. И жени доилки цицал. Ай, Талчо! Ай, огън да го изгоря, ами що ќе остани после за бебето? Ги файкал доилките, ги смутувал и ленка по ленка ги смукал. Големиот смок можел много жени да изцице и много бибина да разплаче. Тогава го викале кръвоциц. А по место дек шо живял, го викале подземко. А как скачил горе каде нас, до Машар. И тогава никой не смеял да го утепа кръвоцица до Машар, прибидейки си чунки се сметало за свето домашно шеи. От шо настанала таа ала, господи? От нищо нещо. Я, като от конско влакно, как ја гътнаш от цревата станува змии. Така кажуват стари струмичане. А како изгледал големиот смок? Колкав бил? На разни големини се кажувал. Еднаш имал глава како говедо, друг пат опашувал цело лозје, а на носот джева или носот. Кога ќе свирнел, заглувнувал се. Домашарот пак имал царска круна и живеел над 1000 години. Некогаш имал и крилја, се преправал во змев, имал и нозе, но ги криел. Во старо време кажувале оти може да го опаше целиот свет ако му се присака. А по Божја наредба, смокот на оние што го видат, им се прикажувал 100 пати помал. Зашто сите што го видат би штукнале со умот. Само на волот и на конјот им се прикажувал каков што е и затоа тие толку се ангелосувале од него. А некои велеле дека него всушност никој го нема видено во сета негова стравотија, осен лисестиот ајгар од 1,5 година.
А ние, не дай Боже, ние да го видиме големиот смок каков што е во стварноста, веднаш би умреле од страв. Камен би се сториле. Види ти какви чуда се крият во главата на бабата. Барем да е само во главата. Зарем не гледаш дека злото използало од долна земја и не го окупирало градот? Дека смоко? Дека големиот смок? Видел ли го некој па да поверувам во те тука кај нас? На sve Видел Дека е големиот смок? Каде се скрил? Кој го видел? Јас ниту сум го видел, па ниту го гледам. Мио! Акилам! Тука. Си го видел ли ти големиот смок? Слушай, скапо ќе ми платиш ако не си го видел, а вам му шириш лажни узбуни. Јас, другар председател, не сам го видел. Ама го видел шурта мој, Дончо магазинер. Доведи го брзо. Ја го там дека подпират зида од магазина. Но, што е? Што сте се здравили како... Каде е големиот смок? Дончо, Тушо? Ами, големиот смок има биолска глава, а на пашката джангарлак. На главата има круна, а в уста златни заби. А се прозејна темна пештера. А се измоча бистар кладенец. Добро, тоа сите го знаеме. Ама кој го видел големиот смок? Каде е големиот смок? Да не ви се крие во джебот? Не, во нашиот магазин е. Без увреда. Зарем во магазинот на вашето предпријатие Македонија Експимп? Без увреда, така е, другар А председател. како онолкаво чудовиште се пикнало таму? Ами, не знам, другарке увинителко, не знам. Не знаеш, а? Како можеш да не знаеш? Ми, може би големиот смок е магиосник, па се преправил во джудже. Колкаво джуже? Ами така глава од бивол, В уста златни заби. на пашката джангарлак. А нојсте ги крии. Дебелината бишка. Должината. 100 магарешки Тај па шо говоре? Што слушаш ти? на една апка. Тинки пълна маслинки джвакнува със сеча кардеците. Със свои очи видях, така ли е, Бадон? А откаде знаете дека тоа е токму големиот смок? Го познаваме. Откаде го познавате? Одамна го познаваме. И што направивте да се осигурате? Го заклучиме магазино. И тоа токму сега кога треба попис да се И прави. што да правиме, другар председател, виша сила? Вис майор. Директорот. Пронајдете го некаде директорот на Македонија Експимп. Нека купи пушка и патрони. Треба брзо да се действува. Другар председател. Пушки. Пушки патроне ќе купне. Лесно. И трешово топче ќе направаме ако треба. Ќе направам. Ама кој да го оттепе големиот смок? Ја нека го убие беровчаницот Боро Митаковски. Што магазинерите ќе го насета смокот? Нека испрате човек по Митаковски. Треба да се убие тоа чудовиште, да се сотре. А сега, на работа! Треба бргу да се действува додека зерот те почел уште повеќе да се зголемува, па да ни го голти целиот град. Или чувај Боже и државата да не ја лапне. Јасно? Јасно! А сега, растур! Другар председател, Што е, Бајло? те молим, Што ме молиш? Пак некоја далавера да не спремаш, а? Или и ти си уплашил смокото? еба го еба и на смоко. Не сам јас до кенджи, па да му сабо, они нек му водат сметката. Мислях, нема ли така да се наја негде некој работчика за мене? Шо? Още имаш образ за работа да го питуваш председателу. Не ли ти најде работа човека у кланицата, бе? Нема ни 3 месеци. И шо направи? Не издржа ни ен месец. Туку му го сече ушто на врешко. Ја го човеко без уше. Още ни преврската не ја извадил. Кама изнарвера, мори. Уште не те е срам да зборуваш. Што ќе сте небе ако сите за секој нервирање почнеме ушиња да сечеме? Многу лошо излезе таа зимата. Па мислях, нема ли така да се наја некој друго место, некој стражар, да видам некој дрва чувар. Златна работа си спушти. Така. Самиот си крив. Не ме интересира. Така се е, другар председател, така се е. Сам се е крив. Сам се е крив. Ето го, тај дзида од къща ни падна, па вонка сме. Па ставите некој картон. Не гледаш ти какви бугли имам.
Тука светот пропаѓа. Со аждери треба да се бориме, а не къщата ми падала, къщата ми падала. Другар председател, нема ще има притисна души, а си ими родителски обвръзки према сина студент. Па тогаш зошто локаш? Така. Затова пити го. Затова покари го малко. Така. Ай, сикта се, море. Чекай. Ако ма часта некој му разкажам смешки за врешко и така, иначе безкршен динар. А фрлаш, Зара? Фрлаш? Сакан, кој видела Ир од Комар, од добари дорджаре само зјан не. Главно не излегуваш од бистра вода. Преплатен си, да. Едек дом. Нели ти кажах, къща им падна. Без дърва съм. Домашните ми се разбега. Жената яде къде керката, спие къде брат. Синал къде некой другар. А аз... А ти в Меяна? Едек дом на друго место. Там ме е сега с обиралище. Там завагам, там усамно. Как некой мачор около шпорто душа да сгреем. Море, за целата твоя компания само еден лек има. Банско! Камења да толчите! А аз мислях пък Гьолю ке не опрепорачаш коски да сгреем. Ей, Ило. На времето Еснав се лагаше. Добре, айде, Дуќан го остави. Фати се за полето, за нивите, за кучиња, овци, бостани. Добро, и тоа работа. А сега, бе, Ило, а? Сега чекам да се стопа с него и напком падам офана мерата. По-лесно можем джапо на баничани да им го давам, него ли с вашите държавни работи да се разправам. Само гледайте на човек как рака от джебо да му клавате, ниш да не му давате, се да му щипнете, ако може дикютеко да му гопнете. Бати скапанта държава, бати. На председателя го боле стапо за мене. Гледай го, тай си паге ли си паге, си нема бер да престане. Я и Божик го изпратиме, а он цветевревара кога почнал да паге. Не ли стъпагяви ке гаре, бе? Що сакаш, бе? До Гюргьовден на госта да ни седаш. Бре, отдамна не е видело такво чудо, още от време на война. Още от време, като дойде германците, още от тогайска не е паднал толков снег. На председатело смокове му се прокажуват. Не гледа отке назове тай мерецки снег, гробовете нема да ни се знаят. Айнаджи, ел тук. Шо бе, ти тук говор ли држиш пред одборот против народната власт? Знаеш ли ти оти целиот град губернак дотек да те најдам? Да, заедно нема да ме тераш. Тоа ще бе, ајде мак магаре. У бистра водата немаше. Ујдек дома кај тебе имам шо и да видам пълна къща със снег. Си помислих да върнам назад телеграмата, Ило. Телеграмата? Ама жал ми падна, шо да правам? Тръкай керкати, майхто уидела кај брати. Загнах се там и тамо го нема. Жива вода станах трчаки по снего, Ило. Шо да правам? Загнах се пак у бистра вода. А тамо сите комити са собирали, а војводата го нема. Ило, мутла ки га върнах телеграмата, так не сопнах тук от тебе. Абе, дай телеграмата. Шо да дадам, бе? Старо Аро. Син ти јавува вечер пристига. Шо кажа? Син ти јавува вечер пристига от Загреб. Това не е възможно, бе. Как не е възможно, бе, на Джим Магаре? Гледай тук ще пише. Как не е възможно? Айде, отвързи го кеста, айде. Ай, на Джим Магаре. Абе, Нелке, жал ти патища завеени. Директор рече дека тука сме морали да спиеме. Да напишеме една жалбичка до синдикатове, бадоне, а? Дек те е мастиката, бе, ки изземнеме на тај студ, ей! Слушай, ама кажуват, оти по-лесно се спразнувал човек зимно време ако пие ракии. От кој ја чуја таа дума, бе? От доктор Ръчев. От Ръчето, бе? Ај, тркни и нарачи нешто кај кучи. Цел ден гладни ли ке седиме? Шо да нарачам? Абе, секој ден ли ке ти кажувам? Ајде, оди, ајде. А ако сгрешам? Нема да сгреш. Кебапа не се яде. Слушай, да купме некоја мекце паржоле да испечем. А и ти треба да не забраваме. Ей, кукуреш треба да спретеме. Пиперки ни треба за работа. Ајде, само по-скоро, ајде. Знаеш шо вика бабата Фима?
Каде доаѓало времето на Смоко, не требало да се работе. И това да не се премерува ништо в должина. А ние сакаме црева да обесеме, кукуреш да плетеме. Абе, друг мабет, немаш ли ти? А па тај Ѓуптино, Леонида, ми вика, пази тушке, са струмни, сај бија кереси. Шо е тоа? Змии таа газда в къщата. Кој ќе отепа, мора да умре. А ние пушки и патрони ќе купуваме. Пак ти. Само у Гевгели, домашната змии нега сметале зарно шеј. Ами и там не смејал да се отепува, ниту па името да й се спомнува. Ел тука. Ела бе. Зашо? Ел тука. Дај го челото. Дјајде, мислях дека треска те тресе. А и кога си веќе на нога, дзирни може нешто ќе видиш. И бадоне, тука, целио е бел, брашносан. Изгледа ситте врејки с брашно ги распарталесал. Ајде де. Белта змии, домашаро, брашнојат, бил многу полезно шеј. Никој не бил посреќен од тај шо имал таков белчо. Ноќно време излевал да пее, баги песни знајал. Дека била белта змии, тука азно, скрино и мало. Шо работа? Кој? Којко? Смоко? И, бадоне, глеј го касе е кордисал, мануко. Бадоне, изгледа смука зејтин од едно буре. Додам по беровчанецо, бадоне, додам, а? Чекай, стој бе тука. Да не поминаа деновето. Сеј си нагадуве. Ми Смоко мора нешто да јадат, чак и живее, нема гладан добре. Глеј си ти работа, ќе офанаме ни него, ајде води. Добро. Води, ајде. Шо донесам? Донесено. Ајде. Нем после мана да ми наваѓаш. Шо е бе? Ја чувам една мечка. Смоко ли, а? Цел град само за това прикажу. Бави, а и тут сте, бави. Седи, бе. Седи, бе, сега тушико да не се ме зебе. Напий се. Фала. Ке запалиш цигарче. Фала! Много рано на май сте излезели. Да не ви излезе на обко е сап, а? От една страна пече, от друга сече. Яйцата ги грееш, бубрезите ги ладаш. Шо ке правиш, бе, бај Стојане, бе? Државна работа, бе. Ми това ти е като болест. Само нека поминува. Как ќе поминеме, разбираш, бе? Кога главното уште не е дојдело. Смоко не е ништо успоредба с това, шо енос не чека. Не е ништо, ама отчетна можем си дадам. Шо? Јасици сејат по дукјанто, по магазинто, си собират сметки, ја сапе, а јас Смокове чувам. Как и јас ке се отчетам кога Смоко не бира шо јаде. Пред малко сато брашно го изде, сат шалаган го испија. Богати. Мора лошо не е работа. Досели бе. Бујрум. Ајде. Люто, да не си забравил да вземаш. Всичко тука и калбасички најдех. Алал ви вера. Как ти изгледа това са смокове, бај Стојане? Има ли чаре? Ке се најде. Само пазејте да не вапне. Кој бе? Смоко ли? Па не јада смокове. А колку шо знам, не са ни отровни. Таа е баш отрован. По-отровна змија од големиот смок домашар. Цицо циц, зејтин смук и брашнојад нема. Виде поарно друштво. На секој јадене ни треба по 2 кила ракија. А ти сака со едно шише дено да упртепаш. Стига, бе, бадон, Ајде, бе, стига. Остана ли неко кебабче? Не. Ба Ило! А ламната га патиите ли? Арно, шо дојде, слушай, тука има едни цревца. Ајде ми покажеш ка се плете кукуреш. Ти си мајстор за кукуреш. Измија ли ги цревата? Чисти се, Тук ли бе? На снего прста ми здрван. Абе, ја мангал има там, сгреј се. Ајде, одам не смапнале кукуреч. Не баш време. Ај, дај само да ви покажам. Ај, бугли си, сино ми доваѓе студенто. Ба Ило, гледај ми замерак, замерак! Те ги најде са, бе.
Мене тази зима ептен ме изненади, а и без дърва съм. Да нема така, къде вас да чалнам некоя дръвце грута, да упрече към уладна кашесина. Абе, имаше 2-3 кубика, ама не остана ни даланка. Изгледа смоко мав ги направи. Со него с**ните заби си ги остра изгледа. На место чачкалици и потроши. Абе, дай некой стап, шо мислиш, на таквото ли ги Франция? А така некоя паричка за назаем да снавайка да вас? Бадоне, от кьоров очи тера, бадоне. От дявол кандило. От изгорен огин. Абе, ме обесен за ортома му говориш. Не ли слушаш каква ала от 100 тона леже на вратовете, бе? Ей, отчет не може си дадаме, бе. Предприятието ки ни зацърне. Ак бе, змиите у магазин, не бе от джебавето. Пощо навраким. Кога? Как ти продам лубниците? Баило, гледай, змиичка, шарка, от смок бетериси. Тушо! Кажи, бе. Много ангеле, да не ми собираш тука. Ай, виде, ца, ка трябва понтега. Пиперо и сол да не му ги забравяте. Нема. Ќе му турам. Я го шурт. Да го питам нещо. Стояне. Шо? Шо викаш за taj снего? У снег зиян нема. А ти? Шо застанал тук, а? Сергий да праваш? Си немаш ли къща? Абе, падна taj стопанката дзидо. Сам нема да се поправя, бе. От Лукановащината къща не се крепе. Саках да те питам нещо. Добро. Айде, пити. Айде да влеземе за вчас у бистра вода. Мер тука насред пат на снего. Добро. Шо му фали на снего, а? Мислях да седнаме. Тука ќе седнеме. С ти закопалници. У снего ли, бе? Шо, бе? Да не се плашиш газо да не ти настине. На снего ќе седеме. Според това колко работиме и спечаляваме, и оє много ара. Да не сме ние Европа или Америка, па покавенините му обед да правам. Види ги твоите побратими. Ги знам, бе. Смок пущили у магазино само и само попис да не може да им се извърши. Стоката отпис да им се пише. От такви арамии ќе пропадне тая държава. Колко спечаляваме ни за бушник нема, а они пръжоли ядат рано на сабаале. Една марула на един ден. Толкова ние спечаляваме и толкова смееме да изедеме. Саках да ти кажам. Нема ти шо мене да ми кажеш. Откажувана файда нема. Би, не знам дали чуя от махето. Томай. Вечер долаге Зоран. Чуяте ли за taj Джордж, а? Джоре. Не. Ставил си у джево цело милионче. Вие не знаете за друг му обед, освен за кражби, а? А защо друго да говорим, бе? Кое време е сега? Това е търговски град. Не ли гледаш дека сите дукяни са затворени? Насекъде биланси се вършат. Сега на секой му горе под газо. Защо да му горе? Се отчетуват луѓето. Сметките си ги правят. Сега се излегува на видело. Дали е некой чист, добър или лош? Много те разберах. Що значи да си чист? Това значи и волкот да е сит, и козите да се брои. На брой. Да бидеш чист за себе и за другите. Защо да бидеш добър за себе, значи да си лош. За себе. Бидејќи треба да бидеш чист за комшијата, а за себе добар. Најлошо ако си унатре, у ѓоло. Во ѓумот. У ѓоло, бе.
Кога си лош, не чиниш ни за себе, ни за другите. Това са разни лекошии, кои отнапред не си я знаят сметката. Па се плашат некой да не им крал или комисията да не направила грешка. А сълтърговците отнапред си я знаят сметката. Първо го просеюват житото, а после плевата на държавата. А зърното за себе. Разбирали са, а? Бави еба и арамиите. Чуя ли, бе? И шо рече той Джоре милионче, а? Да. Да не претера? Кой е, бе, аз? Ама ако не е така, голки играем сред пазара. Дюбската музика има да свира, и аз ки играем гол, како од майка роден. Копиле, врашко, вели дека имал милион вересија, ги има преку 2. Но да не му излезеше сметката, поинако ќе пееше. Ја мајстор, а не да краде на ситно, на паланца и да се ебава со стари цени. Море и со них очите си извади. Слушай, ќе си однесе дома 10 шпорина. А дојде новата цена, од дома си ги продава. Мишториите со комбина идат и до земјата му се кланјат, зашто ги нема. Секој од нив без плата би работел, бе. А да му го земеш раководителското место. Ке се дамло са животот, не си го сакам. Врз платата, уште 2-3. А, зете! Абе, дедо, бе. Ако търговец нема да дръпне, кой ки дръпне, бе? Белким за джабе плата ки работе. Защо се правиш ти таков чуден човек, бе? Защо говориш у ветър? Тебе ли да те учим, бе, дедо? Тебе ли да те учим, а? Играем? А тай Арлам Жребков имал 500, унатре бил со 500. 5 години не му чинат. Така му треба колока, как магаре. Море, не пие, бе. Как не пие, бе? Не пие, Как не пие? Да не грешиме душа, не пие. Ама јаде. Јаде, се што ќе види, сака отзади да му излезе. Шо? Ке го дадат ли на суда? Абе, нек плати и квит работа. Браво, бе, дедо. Нека плати и квит работа. Ашко сум, бе, дедо. Право говориш, бе, дедо. Слушајте, бе. Що се однесува до мене? Јас за таа работа имам друго мислење. Ја го моето мислење. Кажи. За сите апашишта има само еден лек. Каков? Бесилка, пред одборо. И јас сум за... Бесилка? Бесилка, Мишо. Банчо, дај 2 мастики и меза. 3. Верче. Да. А тај Арнаудо, как му беше името? Тај горе, Сам се обесил. Украделе му дукјано и не можел да докаже. Така. Чујал сум за него, имал пълна изба со вино. По секој ручок мануко пијал по една цела миса. Ги насече јаболки у чашта. Да не го утрати и гостира после това мамето него. Така му се? А кај она Милето? Кој? Миле, бе. Това горе. Нашле ни повеќе, ни помалку, туку 12 милионче. Голема пара. Да. Па го притиснале. Те како? Те зошто? Те каде се? А тој да го видиш. Извадил од вреќата од визбата 2-3 вреќи со ливчиња од спортска прогноза и им ги фрлил пред нозете на власт. Од државата им рекол за државата. А ако сакате се го обесетеме пред Народниот одбор. Бре. Го знам момчето. Од честно по-честно. На мома не се дава. Дедо. Шо? Ти играш или не играш, бе? Како што гледам денеска на тебе ич не те доигрене. Ако е така, гарастура партија. Шо губате не сакате да играете, гарастура готово, шо? Шо губате секој пат не сакате да играете? Па не бива така. Да знаете, нема веќе игрене. И знаете ли шо си мислам? Шо мислиш, бе, дедо? Си мислам шо ќе стане ако наеднач дујне еден топол ветер така од кај Смрдеш планина. Шо мислите и ако почне тај снего наеднач да се топе? Има поплава да стане. Целото поле ќе пливне, а? Знаеш што ќе стане? Шо? Ки се удават селяците. Море! И на бежанците ќе им треба коработ на дедо Ное. Не се закачи са. Гледај се работа. Нашите газове нема да останат суви, Шо си мислите ако почне тај снего наеднаш да се топе, Ќе напанели аптеката со песок и камен, и магазино на Македонија со се смоко. Така, барам куртул од него ќе биде, шо? Ова власт не е власт, бе. Зашо? Абе, треба да нареди сите покриви на куќите да се исчистат. Сите парапети да се разгледат и сите солиндари да се растурат, за да може водата слободно да си тече. Инаку, секоја втора куќа ќе падне. Слушай, бе, ти, ајде да макне.
На кој му допаѓане нека паѓа, а на кој му доигрене нека играа. Ајде играјте, пак ја растура партата. Ајде. Само губиш. Ѓупците се најнасубо. Така. Слушай ме ти. А ти шо мајка тераше да слеваш доле у полето да ми правиш баши и пишкарници, а? Слушай, Врешко. Ја сега ќе ти кажам. И кланицата нема арно да ти помине. Сите бишки има да ти се удават една по една наред, до една. Да не ги изколяме. Полека. Шо слушам? Поштата, телеграми веќе не примала, а? Сите телјове би били искинати. Как ги примате тие телеграми там? Ти телве што ги гледаш по патиштата и не са телве, ти са обични електрични жици, што се издават од бандера до бандера. Да убијат некого, нели? За това нек му водат сметка ти од електричното. Што сам јас тука виновен? Што? Абе, Арна компанија. За тебе, Ванчо, нема зима. И тупузарки да къцат, ракиите не са за ледо. Георгиш, си ме завтил место. Седи, Илю. Фала. Без тоа јас ќе станам, не можам да ја трпам тие барборковци, што тука цел ден се за кажи прават. Ванчо, донеси 3 ракии. За мене не ракии. Шо ки пиеш? Донесе една вода. Едначки влезеш у кавенето и вода. Најсладка ми е водата. И да за пари, пак вода ќе нарачу. А плюс, без пари. Шо? Да не се најде увреден? Ќе прекопцем од такви джимри. А от такви трошкаджи голема иднина не чека. Абе ти знаеш ли дека сътото ваше го ядаме и пиеме не е наше? Тук е земено на заем. Само един ден да нафатат за врато и да ни кажат върнейте ги дуговето. Готови сме, за сол пари ке нем. На друг ти има, бе ти разкаживай му ги. Зар аз не гледам како народу жугна. Секој трет се готве къща да прави. Ке прави, ама кога ке чукне барабан. Кога ке викна барабанджието ти дойде последниот саат дека мора се да се враќа. Тогај у кръпъката нема връзан. Деки се скриеш, бе, как се появя ламјата. Си имал ли ти работа с капитал? И душче ке те вземе банкар. От он се знае сметка. Вода се до гушче ке те държа. Цел век за исто да ръмбаш. Вместо да си работаме, и спечаляме, и ушпараме, и по-скромно да си живееме како от време ще останало, ние со смокове се разправа. Абе, не ли гледаш дека ја изгради дујната, бе? Дека се изграби, дека поштен човек не може да сретнеш. Сега го кашка. Ама е те го кашка. И кога краате, не краате како човеци, бе. Ами, како ајване. Мене, секој у Југославија ме знаа и не може да помисли да ме черпе с нещо. А камо ли да ме води у мотел, да ми дава ручок или вечера. По 3 певачки на една чимпе. А они, чикитом, чинеш на татко им сирмијата. До вчерашни бушникаре, виски пият и скара лапат. О, ма кога ке тумнете? Ке се чудете што Алвес најдело. А они не, како пујки се чудат и гнетат така на сила. Пият апове за апетит, само што повеќе да изедат, што по-голема штета да направят. Или одат у нужнико, блюват како магарина, си бутат пръстите у уста, за да можат пак да лапат. Абе, си имал ли ти работа с наш човек, бе? Дујната ќе изеде, дујната! Стојане. Шо? Саках да ти кажам. Нема ти шо да ми кажеш. Таа е вистина. Едно спечали, 7 изеди, 6 не достигат. А ти ни едно не спечаливаш. Јас станувам. Саках нешто да го питам. Па, зошто не го праша?
Не знам, забравих. Седиде, не се секири. Ке читнеш ли още една? Само да не те навреда. Не знам, далчия вечер... Ванчо, дай 2 дупли. Верче! Отдавна е немало таков снег. Всеко година не пагя такви снегове. Таков снег не сме видели още от времето, където е денешното. Чудно пътища да не завеени. Ти викаш, имаш дърва. Какви дърва, бе? За греене. Имам. Колко за лек имам. А аз не имам нищо, а без дърва съм. Ами доваѓа и сино студенто. Нема да лош да ми даваш така неко дръвце да чалнам назаем. Така значи. Лева рака, десен джеб. И да имам, не ти давам, бе. Не съм аз таков, бе. Шо взимам, вракям пит кой сакаш. Поштено вракям, било дърва, било стока, било пари. Опа, и пари, и парички сакаш, и това ти се сонува. Сино ми доваѓа. Ќе остана 20 на дена, на мен не ми трябват много 20 на ледарки. Така, значи. Така. Немаш нищо. Не. Лажеш. Лажеш, а за локање? Шо имах, изпиях, сега не пием повеќе. Само по цел ден седам и размислям. Ако ма часта, некој му разкажам приказки, как на тебе. Ами, оти тогаш ја остави државната служба, а? Оти им ги сечеш ушите, како на врешкот. Оти не си попитом мал. Слушай, бе, Петре, брат, остави ме на работа. Шо ме изпитуваш, бе? Да не си шпион или царота наместил да водаш сметка за човеците и за другите шејве? Так как та за шо? Ако сакаш да ми даваш назаем, арно, ако не сакаш, парно. И у Бугарско дава кредите назаем. Ен ден наминах у банката и Мирчо Дебеко им вика: Ило, взем с кредит, че само майката. Не поз да се кажеш на себе. Скоро падна Бугарто, кой шо зама, му остана. За вракяно кой ти пита, бе? Ама се е до времето. Преко ног човек пагаш и за един ден чорбаджии стануваш. Ама кой мене мене крив, ко всеки път бегах от държавата, па каква било да било. Било наша, било ямбанджийска. Било арна, било лошо. Шо бе, не ли имах дукян? И шо ми го шпирту са? Са, ме на държавни аз да ми знае колко ми файке за наато, за доктор и за пензия да работам. Сакан. Со нивите и словците Прокоп са. Са, не на цена, ма кой знае? Може един ден човеците ке са свестат, шо ги ране. О, барам очите да не ми гледат. Нема ли пада пукне пролета? Нема ли земната да замириси и ягниинта пада почва да блеят? Нема ли да мине една чита карландска зима? А колка камата даваш, Ило? 100%. Дай ми 20 добиш 40, това с писма на граници. А ако пак најде некоја пуста година какова, како тогаш ќе вратиш? Вошките да не си ги продадеш? Абе имаш писмено, можеш да му буйнеш от топлото. Шо корист имам јас од твојот тапс, Било? Туку знаеш шо? Ние без тоа со години се трчкаме и никако не можеме да се погодиме за оној твој плац. Сега му е мајката, Ило. Ај, продај ми го за 50.000, а? Колко пат сакаш да ти кажем, от taj плац не е за продаване. Там мислям да градам къща на синовето, шо значи Ванчо! не е за продажба. Парите не ме интересират, ке градам къща. Дај 2 дупли, Ванчо. Верче? 100 бона давам, Ило. Брат Петре, чине най-малко 250, ама ти кажах ни за толкова не го давам. Шо значи не е за продажба. Ясен ли съм или не съм? Ајде да видиме. Ајде да видиме. Гледај, Ило. Види сега. Шо и да извлечеш, добиваш. Ако, шо се таков комар, не ли ти е познат? Како, бе? Е таков. Ако се фатиш за крапот, ако извлечеш по-голема карта, добиваш 200 аероплани и 5 метри дрва. А ако извлечеш по-мала карта, тогаш добиваш 150.000 Ило и 5 метри дрва. А? Вана. Влачам. Само да знаеш, оти и самиот се залетав и ти дадов премногу.
Ај бе, Илио, изасни се додека не сум се попишманил. Слушай бе, копеле Брашко. Колку пати сакаш да ти кажам, оти за ништо на свето не го давам тај плац. Там мислам да градам къща с помощ на синовите. А ти, кажи, даваш на заем или не даваш? 20 ледарки един кубик дърва. За плацот и 10 пати повече. Без, стап! Само ме влечкаш за нос, а пиеш на моя сметка. Не си човек, бе! Панчо, дай една дупла за тај желато на Врешко, што цел ден дърдоре за кражби. Ти американец не тъшак да си играеш с мене. Ило, ајде скажи ми, как му го сече воишто на Врешко? Чуя ли? Шо, да не те сърва и другото, а? Не си играй тъшак с мене, чуя ли? Ајде, сакам да чувам как тече цел таа работа. Ја, Врешко ќе ни помогне. Шо, бе, шо? Ајде. Дино! Шо бе, шо Дино бе, тај лут е, бе. Ајде, бе, ајде, нема цел да Јас си имам карта сега. Ајде ти да стануј. Георгиш, кој ќе го представлява мрвениот доктор Лямо Лямов? Ја, мрвено ќе биде Дино. Дино ќе биде на место Ти как кажеш, Георгиш? А Дидаро Петро ќе биде спрасно. Ајде бе, кој ти пита? Тоа мене не ми глад 5 часа сејто. А Ванчо и келнакот ќе биде народот го има. А ти, Георгиш? Јас ќе бидам въздух. Ајде, почнуваме. Кој мислеше од имаката до тук ќе ма донесе? На државна работа да се фатам, бишки да клатам, бишкарници да чистам, бишкар да бидам. Ама шо да правам? Вај есен ептен го кашках. Ни пораза можам с шо да си го платам, а и на сино у Загреб пари треба да пратам. Смрдело, не смрдело, търпене бобайк. А бай не ме до приказки. Браво! Браво, Баилио, браво! Шо браво? Шо браво, ко па ми изде таа гнида? Те пиян съм доведял на работа. Те бишкитке съм ги разпал. Те с бишкита съм спял. За месец брати сладки ми здодия и они бишкарската работа. Ванчо! Шише за Баилио. А ти гледам, пън си спари. А шо, да не сакаш нещо на заема? Немам. Немам, Илио, беги по-далеко от мене, немам. Бегам. Вечер ми доваѓа сино од студиране, а не ем дрва. Па мислях, ако не можеме с топли јадење да го пречекаме, дето барам топличко да биде. Да немаш дома така некој стар виран плет. Немам, Илио, немам. Беги по-далеко од мене за таа работа. Илио. Жена ми. Как пијаница. Омори мале. Омори мајкичко, омори мале. Здраво живо, жена, одек ти тук? Бре, пијаница, бре. Мори мајкичко, мори. Жена, шо викаш да не умрел некој? Станови, Георгеш. Дек си ти, бе? Нямам. Дек си ти, бе, суиштисано. Абе, ти къща имаш ли, бе? Ти жена имаш ли, бе? Ти деца имаш ли, бе? Не вик толкова, репоти. Да не викам ли? Защо да не викам, бе, Айнаджия Кьопек? Защо да не викам, бе, Господа те викне, шо по-скоро? Дек ти се дървата да се стоплям, бе, а? Дек те е проседико да се нагледам, бе! Ой, да видиш, дек те е дзид от къща. 2 метра снег има на кермиите. Пампоро само шо не паднал, а он защо викаш? Ой, раз магаре, огните ти изгоре. Сърцата ти изедеше, краста да ти изеде. О, мой майкичко, мой. Шо съм аз виновен, мори, годините излезе лошо. Годината? За каква година говориш, бе? Въците да те ядат. Отиваш арна за друго свет, бе, а? Защо не се зафана за държавна работа? Тук е 20 фана на работа и шо направи магла Джон да те нема и лас магари и най-лазо. Краса да ти Аз сакам сам да си работам на своята нивичка. Сво овчичка да си мозам, сво сирненце справам. Не давам масло да ми добавят за 10 ледарки. Мале, мори, майкичко, шо чуях сега, шо тай мой Айнаджия кажа сега, ама за мен место не ме файка. Не си го давал маслото за 10 ледарки, а? Еми тогай, яй си агол тук сърце! Яди сърце да те яде! Яди огън да те изгоре, Чакай, добиваме телеграма. От Зоранчо га поштува јавуват и вечер ке дојде у 8 от Скопје. Дай да видам. А така де.
Така ти трябваше, кол тераше два на идея. А сега да видам, Защо плачеш, жена? Я ки питаме приятелите мъжки ни позаймат или до замолиме брат Кристияно Няранчо. Шо? Мош сакаш да крадам, а? Бег от мене, бе! Бег от мене, не ми излеви пред очите, оги да ти изгора, ще сърце да ти изеда, оги да ти изгора. Еве, жена, от така бе, жена. Я ки ни позайме некой динарче бека Зоранчо. И парички, очите да ти покрият. Абе, ти да не си бърлив, бе! Кой ки ти даде тебе на заем, бе? Заем душите да тя изеде, а? И ти си ми некой домачин. Дома куче да връш на стола, а он за заеме сонува. Шо да правил? Оди удави си услута река, защо си жив, бе? Първо бегаш от работа. Не си го даваш маслото за 10 ледарки. Еми тогай, яй си и голтата шаци. Яде сърце да ти... Мама ти го Са си готова, стой не беги! Саката до косура ти да емам! Проклето бръмкало! Са! Куковчова дупко арлък да се найдеш, ке те найдам и ке те докосурам! Тушта ке те извадам! Тушта те натизам! Да се куртулизам! Бръмне и мръмнико! Бръмкало само едно знаеш да въдбаш! Сетава пътва бръм! Мръмник! Мама ти да емам декси! Смири се, Ило. Ило. Ай, смири се. Ше, Георгиш. Кажи. Колко сато? 8. Не може да биде бетиварка сато. Ило. У Америка купан. Або 8 трябва да втаса автобузове. Ай, стани да се изпиеме рекията. Автобус още не е дойдел. Кой зна дали още и ке стигне? Не ли гледаш, оти с денове върне снег? Да, бе, това е ясно. С денове върне снег. Абе, кой зна? Сите пътища завенени и аз с денове седам тук около тая печка. И не е рейс не втасал. Тай снег не пътища, цял свет го завее. Таков снег е нема лош от време. Георгиш, бе. Джамо заледан. Как е в тази рейсо, шо мислиш? Да не ми избега пред носа, бе. Айде, не говори нищо празно така. Па не гледаш, а ти автобусът не е дойдел. Па ќе го чуваш, ако нищо друго. Ай, стани сега да се изпиеме ракия. Стани ли, Ило? Ило. Кой ќе ја плате щетта? Съзнай! Јас ќе ја платам. Ило, бе. Ай, стани се, бе. Айде, мале, своето га плаче, не плаче. Как ти беше добър, синче? Да не спиначе. И така, мале. Айде, дома ги се стопи, айде. Ке се стопи. Защо съм жена, златна жена? Нека да се готова, как си се стара? Здраво, стари. Айде, стана ми ксия. Дек са куфърто. Тук са куфърто. Чей са, я... Пардон. Са. Колега, айде си обръщаме. Куфъро. Не. Не може, дойш още куфъро. Куфъро, дека. Айде, колега. Извинувайте, че... Айд, аучо!
фати некој од тие купалина да го испусерам од категне. Чекай, сега ќе видим. Абе, Врапче, фајке ли се? Само да ве сграбчам, ке ми се помочите у раците. Само да ве фатам. Ке ми се фатам за течаците! Слушай, бе, овде тамо! Баби, сирпучинта. Од све 40 сте забејале таа песна. Абе, са боле тако панждер од Чуканов Трики. Тај ни од тенк не бега. Зирни. Бадоне, ба ја подгоон од зимата. Ајде. Едва и го собира магазино. Шо праве? Јаде шо праве? Не ли речево ти нема ништо повеќе за јаде? Слушай, се наваѓаш по нешто. Бадоне! Ка се е Кордисал Мануко. Глеј го дека е шлаптосал една када са се бољеро. Бадоне, да го викнам Беровчанецова, Бадоне? Викни го. Викни го. Ајде, вик. Бадборо! Бадборо! Боро! Ела. Бадборо, ако сега не го утепаш, не те признавам за човек, да знаеш. Када ga утепа? Ка не мога ни да ga вида. Деке, къде пак го снема? Са беш тука е, Бадборо. Слушай, гледаш ли га таа каата с бойлеро? Чек. Не. А вчера? Беше таму в кјошто? Беше. Пред малко га лапна. Бре, давай еба и јарамиите. Да, бе, Боро. Още еднаш. Ак не ми кажете къде е Смоко, вас ще ви утепа. Баба Фимо, Кажи ви, Стојане. едно сакам да ми кажеш. Лажат ли ти какавана за Смоко или навистина постоја такво чудо? Се им издел од магазин. И железо, и ламарина, и тенджерина, и срча, и се друго што не е заеден. Дали е можно тоа? Ами, ако некој еднаш го фати големиот смок, побарај да го распорат. Ако најдеш гомна, вистина е дека железото го изелом. Тава ми личе на смок с човечки носи. За големиот бел смок домашар постојат разни приказни. Во него може да биде духот на некој предок или духот на некој жив роднина. Некои сметаат дека е тоа достаточна причина да не се убива. А за други, токму тоа е причина да се убие. И добро, не ли е грех да се утепува домашно шеј? За смокот се верува дека е понекогаш чувар на скриено азно и заштитник на куќата и бебињата во лулките и дека никој не смее да го дивне. Од друга страна, многумина веруваат дека донесува големо зло и дека онаа куќа во која он осимне ја чека голема несреќа и дека оној што ќе го види мора да умре. Значи јас и Бадоне, Друг посалам абет немаш имори, кобник и не кобнико. Ајде јок стане. Чајре некакво за Смоко нема ля, баба Фимо? Да не му го спомнуваш името не е лошо. Тоа не значи дека го нема, ама барем не ти е во главата. Еве го председател. Председатело. Другар, председател. Разни ластинки пуштили ти за видляци. Намерно не сме сакали да го отепне Смоко. Чиниш овзијана ќе не става. А други па говорат, оти Смоко бил од редо на домашните змии и дека с неговото утеповане зло големо ќе му се нанесело на градо наш и на целата наша држава ќе се напакостило. Се големи познавачи.
Ложаче! Начало со Илю М, жена му и врешко без ухо. Без ухо? Не от тия. И от тая баба вържалка, шо не ги чува човек? Не ги слуши, другар. Не ги слуши. Къде живее? В Тимелто. Къде? В Тимелто. Во темелите, бре? Шо се правиш на удран, бе? В Тимелто, на нашите къщи. Си имат един заеднички цар, он ги повеля, а они се шетат по дворовето, по башта, по китките, по зеленилта, по потойнто. Кое е ладно, се печат, а кое е жешко, се ладат. Сият от ятаклъците и никой не смее да й чепне. Секоя къща мора да си има по една змия. Оти баш секое. Имат си. В дворовто. Нимни си са. А какво ги викаат тия змии, смокови ли? Царо им бил смок. А них всекакви ги има. Бели, шарени, зелени, цървени, църни. Едни домашарки викат, други домакинки, трети сайбики, четвърти стопанки. Едни има стенкат. Едни па свиркат. Свир. Я, на леле ми дзидо пред да се урниса, слушаме како жаба крека. Кре. А едни па како сад. Тихичко. Крък. Само така правя. Крък. Глупости. Не знам како поинако да се изрази. Во дедовата ми куќа имало иста таква, што крекала. Крај гулабите живеела и никој не можел да ја види. Само така понекогаш јазикот го пуштала. Како каиш за острење бричови. Будалище, ти ли најде мајта да играш со мене? И ние насело имавме една таква. Таа пак да видиш гракаш. Сакав да ја убијам, ама сите срипаа врз мене, лошо било. Среќата ја чувала, азното го чувала. Не се. Татко падна болен, додека бев таму зимно време. А змијата га! Домакинката те жали, Георги, му вели мајка ми. А татко гори, нос нема, уста погоре. Оти домашната змија, ако при случај куќата да има некои непријатни работи, она ги укажува. Истата зима, во чичовата ми куќа, истата змија. Излегла од дупката и како што си спиел еден од братовчедото, почнала да му лази по јоргана. Чичко ми кога видел, зел еден стап и пап! Ја отепа. Леле, рекле, жените напкон што се збрале, рекле. Не требало, рекле, да ја отепа домашната змија. А татко и пред тоа ја падал, пуштајки дим од тутун во дупката. Зачади ја, занема ја. Од чади се пак грака. Да не си ти против истребувањето на аждерот. А после, шо биде со таа фамилија? Имаше ли среќа, несреќа? Среќа. Стално си беа болни. Стари луѓе, опасна работа беше. А татко ти куртулиса ли? Тогаш за тогаш. По половина година умре. Ангелите му се биле славиве. Акта чува Господ, змии не ти може ништо. Ја, една жена од Бадиля, си одила по пато и носила на грба една подница леп. Арно, ама, од едно дрво гаскевала една змија. И на една цап! И се фарлила, Арно, ама се забудела у врелио леп и така останала да висе и да се влече по некак пашка. Бледка веш, не знам друго што да рече. Стрелюшката не е домашарка, бе, Ило. Она има глава како штука риба, а домашарката Како аждер. И што велиш, баба Фимо? Домашниот смок знаел и крави да цица, нели? Голем мерак има по тоа. И по жени, па нели веќе ви кажува. Ја што кажува еден Русалија, слушај. Нашето поле тука, се е случило да надојните жени и гонат големите змии, речено смокови. И на самото поле, ако она пројде преку патот, и смокот, ако е наблизко она голема змија, и ја гони. Значи, она му мериса на млеко, ради млекото ја гони. Да се е случувало,
да напаѓа жени кога спијат под некој дрва на полето. То се е случувало на стока, дури стоката е многу важна и интересна. Кравата, кога ќе дојде тоа време за да ја ците самиот смок, змија, оно што им се јава и кравата река, самата крава ја тера за цицане. И штом ќе дојде кравата на тоа место, змијата ќе ја цицне, ќе отплета ножите, ќе избега змијата и кравата пак се поврну во јата. Тоа се е случувало жива истина во нас подрачно место. Море, за тепане кулајбеля. За цицане кулајбеля. Ама кај поче да тепа, леле ен човек у дабиля, тачно пред слобода, му замутал ен смок околу ноисто и капушал да го мъска. Тепал, го направил пиштимал. Зашо? Не питал. Сел дека не си го направил кеево. Ја го човеко са грбав. Таков е смоко голем. А исто така, у цело Радово едно овчарче, како без душе бегало од преден смок, шо го тапал од куријата дур до селото. Тук дето паднало, ја го сај денеска пусто у болница како ненормално. Од тај смок шо го викат голем смок. Шо мислиш, Олег? Да не се претерани кажувањата за неговата големина? За тај нашиот не знам. Ама за еден јас што сум го видел. Можам да ви посведочам. Верувајте, луѓе, колку што сум јас дебел околу појасот, не беше потенок. Главата му беше скриена во грмушките. А тај дел што се гледаше? 5-6 ли беше, 7-8 ли беше метри, не знам. Оти не сум го мерил. Ама, ја, греда. Нема таква змија на Балканот. Тоа беше на Озрен. Вечерта се врати во селото. А сред село си седат сите турци и си прикажуват. Ја, како ние са. А јас зборувам турски како турчин. И им велам. Денес велам во Штркалово. Видов змија. Ама тоа не беше змија, туку ламја. А еден по име Османджик ми вели. Тој на свое време имаше 4-500 кози. Ми вели. Брешко ефенди, ојлени бен Ѓордум, ортамале куриси, бен була, вели једи. Не те разбрав. Вели и мене денес ми голтна едно јаре. На Балканот не може да биде таква змија. Как не може? Ја нашиот смок? Од дека нашиот смок, а? Нашиот. Парно, кажете вашиот. Од боа не беше помал. Зашто боата може да тежи до 200 килограми. А јас го видех смок. Само тај дел што му се гледаше беше потежок од 200 килограми. Ти многу се разбираш пак во змии. Не сум јас ништо. Ја во бивша Југославија имаше едно турче, Асан, од Демир Капија. Тој можеше сите змии на Македонија на куп да ги собере. Шо кажува? Ја. Значи на мои очи еден жандармериски поручник Никола Вранич го натера тоа да го стори. И турчето кај самата железничка станица извади си ножа од џебот и нацрта 3 круга на земјата. И после зема маленкото прсто од десната рака, си го стави во уста и почна да свире. И тогаш од под вагонто, од овдека, од ондека, ка почна да се збират змии. Море разни змии ги има, да. Бели, црвени, шарени, разни турлибои. И само влеват у круговето. А една, дълга така, како 2,5 метри, тенка како влакно. Главата како ногти. Нејке да влезе. Турчето, так со раката и... Апна го, за маленкото прсте со кое силно свирна. Тогаш Вранич му кажа, јеба ли ти булу? А турчето, зема мирно, стави си го прстото уста и почна да си смука, да си плука. Да си смука, да си плука. А змијата, како шо го апна, на местото мртва остана. Абе, оно змија бетер отровен бил. Ама нас ако не касе кој ќе не спаси. Оти не го праша турчето во што му е силата и мајсторијата. Враниш го пита. Ама турчето кажа, ако кажам, мора да умрам. И не кажа. Ами, дека нас нема некој шо лекува одапнено, ама без доктор инжекции, така со некој баење, може ки ни потреба. Еми, на Еремие бе, не ли чукаме на 1 мај? Не, април. Не, Свет 40. Пред Свети 40, бе.
Види, од преги децата га бајаа таа песна, ама некак ина га кажуваа. И как треба? Бегајте, змии, ирмии. Ќе доат с кермиите, ќе ве тепат. Поинако е. А што се тоа ирмија, што кермии? Как што се? Ирмии се арамии, а кермиите се кермии. Кермиди. Еве како треба. Бегајте, змии, ирмии, ќе доат ирмиите, ќе ве тепат со кермии. Дрон, каква е таа глупава бајачка? Салам се. Ке доат арамиите, ки спадат арамиите. Шо не е јасно? Ми друг лек, нема ли мадафот тај? Нема. Има крв смукање, со вжарено железо палење, со сојка сечење. Чекајте, човеци. Имше жена шо лече од змии. Кај ги викаат тие, Боже, Джан, носу шој беше, не јаđe Вишилка, бе, не јаđe, носу шој беше на Гуцова ката, лече, прочувана беше. Мараго? Не, Мариго, бе, на Гуцова ката све крва и бе, лече, не, озунка, лече, ате апна змие, лече, прочувана беше. Кај ги викаат тие, мајка. Миродика, вика. А каде? Умре, ама не е подадела. Ни на керка, ни на никој. Лече, прочувана беше. На тај ръчно доктору тука не ми дадела ни прст да и преврзе. Ама ръчно доктору вика и ракијата била арен лек. Ја, доктор, ја. Ама, ако е верно, домашната змија не ја пала. Не ја падат. Никој не ја пада. Ево ти баба. Не ја пада туку, не ја пала. Не ја пада ако не ја закачуваш. Ама ако ја дрнеш, ка ќе рипне врз тебе. Едно време ноги имаше тие мерецки. На деклозин тако одаме, оште како момички. Ние си врваме по пато, а они се наредили на пато и се печат на слънцето. Ние си върваме, ама ич не ги чепкаме. А они са наредили една, две, хайде! А они домашни ли беа или полски, баирски, а? Отдех да знам. И во татковата ми къща имаше една змия. А ја гоневте ли? И ја тепавте ли? Не, само гледаме как се шета. Я, како ни смок. Само гледаме как се шета по башта, по китките, по зеленилата. И дома влеваше. Ниска бе джико. Не се плаша мич от нея. Тата не ни даваше да тепна. Не биле тата велеше. Сректа не мона. Она не густинка. Парте не чува. Тогаш може би ги чувала. Ама сега ми изгледа дека ги јаде. Ако продолжи вака изгледа, само за неја ќе треба да работим. Само мелеме. А за она зашто сме се собрали, не можеме да се договориме. Треба ли да го убиеме големиот смок или не? Греф ли е или не? Грех е. Доставе! Ке не стајде ли некој добро ако го убиеме или ке не сполете некој големо зло? Тоа кој ќе ми го каже? И јас имам домашна змија. И јас се живее со кокошките, со гаските, со мисирките, се живее. Зло од неја не сум видел. Не. Шо, право. Не. Само оште повеќе имото ми се зголемува. И додека тебе оште повеќе да ти се зголеми, ние треба да чекаме уште еден снег. Или може би уште една зима, додека цела Македонија не биде изедена. Чујте! Од сега да ни се семрдало тука. Пуската врати им чуј! Или сакаш вестиката во вестик да ми излезе? Секој само или рапот ќе ми подесуваш. И држ го сако до новиот стек или го лови смокот. Ајде. Чухте ли сега? Акъл збирајте оти. Чути мури бабалјок и на бабалјок. Ајде кршират. Баба Фима! Кажи, бре. На сејле некој пат тебе некоја сенката газила. На сеја? А касо секше ката газаше.
Ќе видиш кога ќе ти стапне на коремо. Од смок бе ти си. Ќе ми стапне. Ајде бе, фрли ти си, ајде бе. Дек стафа? Па не бех на голово. Абе, как не беше, јас замах последен, ајде. Са шо замах? Суфан, ја. Суфан? А дека поп? Сончето, а? Абе, јас замах, ја чекам те на таа карта, ајде. Не. Лажач. Види. Са шо ми замах? Ај, бега, не си игра с тебе. Ај, бега. Махе и та и помина и поплава. Леле, ама снег ли беше? Мислях од Викигаре никак път нема да престане. Леле, а ка почна да се топе, леле, мале. Ка пливнатава по олто. Ка ми замукаат имити говеда. Ка се разбегаат имити бишки. Мислях едно зло помина, друго иде. Шо тебе не играм. Ама стварно од снег зијан немало. Оти онга натопува земната, а она се задржува влагата преку целото лето, а семето се прима коти од шала, скоро рте, никне и дава едри плодови арни. А кога ти продаш, ја ти неко пара, шо е? Арно и продаде ловинички. Видели? Сега гледай да измочкаш паричките. Па на зима па да препеваш. От снег шубе да те фајке и дјаволя да се предскажува. Шо сега таа музика, бе? Се за еден ден ли сакаш да потрошиш? А, това не е обичен ден. Свирка! Батеване! Чај бе, одмор малко. Одмори се. Другарчина, денеска јас частам. Ајде, Тушке, тръкни къде куч и донес 3-14 кари. Шо, аман, туша, моля? Туша, него слушай, туша, моля. Абе, ти да не си бърлив, бе. Абе, шо не купиш сега некоя дръвце? Зимата пали голи и боси да дочекаме. Бати го еба и дръвцето. Сега това не е повеќе ладна зима със снег, туку топло и беркетна есен. И денеска го чекам, сино, ама не у разтурна къща. Туку с музика. Сега е свършен човек инженер. Да го ръгнам на тай мерецки стопанкен късмет. Се беше против мене. Ама сега и нашето куче в ти заече. Мари, махе. Вечер доваги Зоранчо с диплома. Доваги. За това гледай трезан да опречекаш. Има време, кога ќе седнеме дома да се порадуваме малко. Нема време, сега ќе се радуваме. Скап едно пиво, ајде. Јас пиво не пием, лек маш. Само штай занат ми треба да го фатам, па... Сей тук така како чавка. Слушајте, никой да не съм видел додека в тази рейсо да остане трезан. Свирка! Чеки, Батилио, малко да отморам. Шо кажа? Малко се отморам.
У час одмораш, бе, мама ти дай, бам го залику. Ило. Абе, ти немаш ичка смесна Не. игрица. Лани с баничане са аз них туку. Айде, скажи ми ти на мене, как го чува Бустан? Аман ви ке гара, ви ке живах. Айде направим ушен театър. Сакам да видам как тече целта тая работа. Я, Врешко ке биде Гебелс. Јас не сакам да бидам Гебелс. Че, не сакам бе шо. Видим. Лежо. А Зидаро Петрао ке биде Жолко. Неќам бе, јас сакам да сум Дедо Митре. Кој те пита тебе, бабе? Јас сум режисер. Хајдо! Дедо Митре ке биде Дино. Он е поспечен, ти си трунтав, таман за мразливо куче. Јургиш. А музиканто шо ке биде? Музиканто? А музиканто ке биде Ловеница. Доле. Ајде. А махето, Ило? Шо јас? Махето? Ајде, Ајде се ајде. Стани горе. Махето ке биде Страшил. Барливи човеци. Махе за меракси. Ѓургиш, а ти шо ке изиграваш ти? Паваздух? А, не. Јас ке видам Шабан. Почнуваме. Вај лето. Бустано посеен на нивата Белорма роди преку секо очекуване ептен роди. Га поправих колибата под големи орех, га обезбедих от сите страни од нападе на човеци, нечовеци, диви зверки, се обезбедих со сите потрепштини за животно утворно, како прво балон ракии, кужух, газјова ламба, па после чивкарти, тутун, сане за јадене, за собиране и за сушене на семки чикардеци, неколку касапски ножа, важе, стомна и пушка. Којнето и овците ги оставих на грижа на жената и на овчаро, а пазарските работи ги оставих на помалечкиот син, на негова грижа. А јас реших да бидам чувар на Бустан, што значи падар. За несреќа на апаждо, а за моја среќа и корис. Каде мене често си идеше Дедо Митре на ракиичка и на картички, а покрај пушката единствено од брамбена сила ми беа кучиинта Жълтко и Гебелс. Жълтчето си го чувах стално до ноа и сто ми се галеше. А Гебелс го чувах врзан, от имаше въчешка кръв. Абе, ајде на таков убав ден сега за приказки. Не ме дел да ме саля, оставете. Браво, Бедило, браво! Шо, браво? Ама, Шабан после пата даде на служави. Дадеме. Колку добија, а? 15 дена условно. Оле, нема власт. Нема власт. Требаше јас да те тужам. Само шо пајде кога нема власт. Кога за изеден човек добиваш 15 дена условно, шо ќе добиеш за душе? А Божи не го прежалил, бе. Кој да го прежале, бе? Играчка ли е това? Сега не ми се слуша на тази страна. Абе, стига ви кегаре, не плачи, бе. Не сме дали на погребение. Ванчо, да не съм видел празна чаша. А ти, чим се зададе рейс, се знаеш работа. Чия ли ме? Нема грешка. Шо? Колко е саат? Сега ти кажем, купих нов джиджит. Ош малко 8, само што не е втасал рейсо. А тебе, американец, да знаеш, ти ке те тужам, шо ме прави куче, да знаеш. Законот, шо не предвидува такви работи. Шо е, запази, шо е? Ај, стига, бе! Стига, бе! Стига се разправам, днеска не сега разправи. Утре разправи. Врешко, нем те осече ми езико. Разправи днеска, Јок, утре. Добре, Ило. Шо го нема това дето, още Ке Боже, да добре. нема биде нещо. Шо биде, бре Боже? Нещо. И чарно на сон не ми дойде. Шо? Първо ми се появи един стар човек и ми вика: знаеш ли кой съм аз? Андромахе. Не знам, му викам. И води ме до един висок рит со шилкалов връх. И гледи ми вика: падуйна. И ајде, от сите страни ка ѓурна едни порое. Вода, море, всичко пливна.
Народо се издави. И па ми вика, сакаш ли още нещо да видиш? И па дојна, огин даде. Всичко изгоре. И по трет пат ми вика, сакаш ли още нещо да видиш? И по трет пат дојна. И ка излезе една змие. Не змие, туку ламја. Па ка се фърли врз мене. И така се разбудих. Ама газ те бил откриен. Не знам. Секви чудеси иму си овоот на човек на сон. Шо сон ве и са. Не знам, тие поплави, тие огина, тие змии, нещо. Шубема фајке за това те от приказки за смоко да знаеш. Ай, живелик си на работа, успокой се. Ух. Махе. Шо? Сега додек прекажуваш. Знаеш ли, одеднъж си преспомнах за младост. Господи Боже, лек маш, защо Саша? Пред сите ти болки шо ја виде на сон. Кашетаам по баиро. На светили, до светили, със светили. Памнаш ли? Памна, как? Ей, ака излеваме на май. Чек. Кабешта. Еден прекрасен майски ден под колите на Струмица под еден бор еден до друг седеля двайца влюбени. Рейсо. Спреми се. Синче майкино, простигнали, чедо, златно на майка. Ай, нек те честито, синче, за ночи. Рам-там-там-там. 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 Шо е това, бе, май? Каква е тая гюбска музика? Некои войска да не изпраките? Айде, Арлида, и това ми е. Сега само даваме, отца само ке добиваме. Никой не изпракяме, сине, каква войска ти сунува. Тебе те дочекал. Така, со музика. Така. Шо се собирал тај народ како меч коро да игра? Радуват. Ајде, доста и окусвам главата ме га набучиите. Ай, стига гара, ай, ой си дома, не ли че я шо ти вика дето? Ой си дома, гюбката чека, стига гара, ай, ой си са, ай, стига гара, ой си дома, ай. Илю, ай сад. Абе, ајде, шо сте застанали, ке одаме ли дома? Белким сега сите зидове са цели. Сей първо да снапием по една за честито. Дома ке снапием. Абе, Илю, не ли чуя, шо се кажува? Ти дома Геновево, ти да чуташ Геновево, не една. Ой, дома да спремаш, що трябва. Спремно, бе, Илю. Спремаш, значи. Сине, ак те пречеках с музика, не те пречеках с саби и куршуме. Сей! Ванчо, дай две чисти чаши и тай първак ще да взе. Първак за първак. Еднач удовчар инженер станува. Ајде, ко си запнал. Малко. Ай за в нови години. Услова да е таа до шо скиснал да е? Уморен съм малко, бе, тате. Ако Сајк се одмораш една неделя, само спи, а после на работа. Да. Име още денове. Можеме да сечеме тули, да домакнеме неко кола песок от тракаја, неко греја да издвичеме. Важно на пролет да почнеме. Со шо да почнеме? Как шо с къща? Баги пари треба за къща, стари.
Не се скири, сега печелих неко пара овај година. Важно да почнеме. Може овци да ги продадеш, а? Какви овци? Ами? Им са неко пара. Ќе продаваме тај там стареш од къща. Им ме плацу дубов повод за мерак. Ти ќе земаш кредит. И малечка ќе она караме да зема кредит. Готово така ќе направиме на здраве. Да. Може кога ќе се вратам, ама. Цел свет да ни заблазе, как ќе виде палата на 3 ката. Тебе как ќе се върнеш од дека, од војска? Не може да го одлош тај мерецки аскер за подоцна. С градбата можеме и по-късно да почнеме, ке треба тули да сечеме песок, чекал да макнеме грейди, избичаме темели, диктура. Не говорах за войска и враќање од войска. Ке направиме как се вратам од Скопје. Прво там да се потфата малко. Од Скопје? Какво би са Скопје? Там ке работам. Наредих го од први. Скопје од први. Как бе Скопје први? Па ние още не сме те видели. И шо ке ме гледате, не сте ме видели? Абе, 7 години те нема дома, бе. 7 години с пошти се разправаме, с колете пракяне и пари. Мислях малко да ме подпраш. И аз ке те подпрам. Абе, стари, още не една плата не съм вземала, ти веки рачунаш как да ме оплячкаш. Малко лицовците и не ви, тай кажи. Дек можем с тебе да стигнем? Как бе така абсъздам, бе? Не е останало паянтава струмица, бе. Тука глава не можеш да дигнеш от завидливи. И кой съм аз тука, и каже? Син на пиянилю. Там бърам никой нема знае. Ке почнам от нула и ке створам нов живот. Там ми дават уше сега по-голема плата и одма стан. За 10 години ке питам колко чине свето, ей. За 10 години? Ти знаеш ли колко паре е едно яйце у Скопје, бе? Колко чине едно кило сирна? Сирна, на газо ке се го мачкам, сирна. Абе, тук те каже рече се безплатно, бе. И месо, и въна, и сирна, и зарзават, бе. Пари каже рече не дни трябват. Помислях да ме спомогнеш малко къща да ви направям. Защо те изучих, бе? Ти ме изучи. Абе, стари, шо се разбираш ти от војна музика, бе? У Скопје младиот инженер може да напредува. А тука? Шо тука? Ја това, струмица е струмица. Шо е фална струмица? Шо да правим у нея? Влакно ли да изправам? Шо мерни неме фабрика? Избриш се го газо со нея. Селецата го напъни и градо, а јас треба после Загреб у тая наша мочена струмица то тун да нежам, нели? Ай, не ме ги разбуду и вошките, лай се, вери се. Не знам. Ама ние те чекаме. Защо ни син ак не с нас? Това как да танеме. А дали цврсто реши да ош? Реших. Одам. Тогай Арно, Господ нек те чува, ти по Арно знаеш. Ой сега дома да се одмораш. А ти? Јас ке довам по тебе. Добро. Земи се о куфара. Ајде. Ванчо, дай го друго чише, Ванчо. Да не те е много. Дай го кажувам.
Уйдях и аз, Илю. Не можам повеќе да ги поднесам вашите глупави приказки. Повеќе това не се поднесува. Абе, не ли ти скоро се върнал от Америк? Шо майки тераш патам? Шо майки терам патам? А шо да правим тука? Може на некој съм му потребал? Шо? И ти сакаш да дойдеш с мене, а? Я жената, я децата, а Бустано, а Врешкове, Илю? Тек бе, кузо. Било и поминало времето. Как можех да одам? Аз негде ни свето тръгна, очите да не ми гледат. Вземи. Вземи, Илю, да запалиме по една, па секој на своята страна. Ти ќе се излежуваш, а мене пат ме чека. Илю, това мене не ми треба повеќе. Земи, дай го на моята стара и кажи да не умре. Всеки ви е доставено и пари и поздрав. Георгиш, мер не се плашиш, бе. От чо? От планините. Викат на белашци и мало мечки, за въци да не говорим. И мало и духове. Айде, Вилю, не барбори на празно. Па ги има, мислиш, тие не се плашат? Они мечка. Па јас не ли сум мечкаров? Видели шо нацртах, а? Това е границата. Ке направиш така и оп, поминал се е границата. Георгиш, за дек спремаш са? Ке одам малко по-далеко. За Австралија. Там не има като скачки. Па срехино, Георгиш. Мош, ош има видовачка, а мош и не. Айде, главата горе, Илю. Ако некој пат чуеш дека се враќам, сакам да качаш гјупската музика на кермиите од новата къща и така да ме дочекаш. Сака не. А гофатта Смоко, слики се с него и прати ми едно кадро. Услуга бърза и тачна. На која адреса, Георгиш? Зна Поштарово. С Богом. Немам, мило, немам, драго, нит па сака, јас да знам, како кораб без кормило, ке се скитам по светот, ке се скитам јас без вера, без надеж и без љубов. Се дури не си го најдам негде својот студен гроб. Ке се качам на коработ и ке викнам збуен глас. С Богом мила, с Богом драга, јас отидов тар. На Мануко не му се седи тука. Инженер човек. Со златна лажица сака да срка
И во голем град гуляй да си кара. И аз го пуштих доде. Защо па да остане тук? У заведлива струмица много ги бръснат инженерто. Тук и семкарци поминат полво. Едниот летна, а и другиот не ми го фаќа многу окото. Има бедна платичка, уште и ке сожени. Сигурно дома зет ке оди. Не яди гомна, бре, гюбре дулгерско. Мој помалечок син им плата. Ланската година га завърши в войска. Чо сакаш повеќе? На тебе нема ли да си секне, бе? Ке го женам. Прво големио, а кога ги соберам доволно митилици об къща. Им пари. Колку? Таман толку колку шо потребно да те купам тебе със се твоята ялова жена. Шо не ме продаваш заплашил, да, курди съм насред бустан и да ги плажам чавките с нея. Ило! Остави я жената на Мираот и ќе ти серам мајката, да знаеш. Седи, мадра, бе, гомна дулгерска, бе. Шо ми пееш песна за мои синове? Шо сакаш от мен? Кој ти викна на моята маса? Еве шо сакам. Куќа не ќе можеш да изградиш. А и ова што ја имаш не е лоша, затоа што ја фаќа планот. Ки ти ја урне државата и ќе ти даде комфорен стан. Па тогаш, што ќе ти е оној плац, а? Ај, продај ми го за 300.000, а? Чине милион, ама ни за толку не го давам. Държавни станове не ме интересират. Сам мочам јас на тие смрдашлоци. 500.000 давам, Ильо, дај раката. Каква рака, бе, маймун не? Ти кажах, плац от чине милион, ама не го давам ни за 2, ни за 4, ни за 44. За нищо на свето. Знаеш ли защо? За това от нея за продаване. Там има да им изградам къща на синовето. Палата на 3 ката. Цел град има да добие 3-годишна треска, как я виде илюма. Мој бушки ляв не еден. Има баило ошу турцко скрино лири, с кој можеш цел град да го поплочеш с злато. Шо мислиш, бе? Ими ниви и стока, и плац, и къща. Ими 2 сина. Ки жена му новата къща, маймун на маймуна. Ки клам байрак. Ке окурдисам на кермиито и ке пише Ильо М и синовето. А шо ке правиш ти, бе? Шо, бе, плац, плац. Ситна душа, плац, да купам плац. Да купам купуване! Мама ти да ема! Нема никакво купуване! Нищо не е за продаване! И ти кажи, Ильо М, да се продава! Нема продаване! Нищо не е за купуване! Жокол съм от тука! Карто полацан, мама ти да ема! Не давам! Точом не давам! Не давам! Не давам! Не давам! Сега ще видя как се унищава държавния имот. Шо са, бе? Да не можеш случайно да ме вързаш. А отвръзан не тръгнуваш ли? Ке тръгнем. И без това не ем тъй като...
Па диела. Зошто? Го нема. Ни трага, ни глас. А од стоката ни помен. Всичко испосерно. Последна настрда една маса во чии што шартар ни бее тефтеро со сметките. Абе, и мрсното душеме го излежал тај виран карлански стравляк смок. Важно е дека цверот на вистина отишол. Предлагам на магационерите Дончо и Тушо да им се подарат джепни часовници. Директорот Тончо да се овенча со ловоров венец на кој ќе пишува "Се е добро кога добро ќе заврши". Над магазинската порта да се истакне паролата "Магазинот е слободен". Другари, другарки, славејќи уште една работна победа, должен сум да истакнам дека не помина без последици. Имаше и штета, но мислам дека не е за споменување. Убеден сум дека градот ефтино помина, иако штетата можеше да биде уште поголема. Зашто познато е дека големиот смок не можеше да живее од воздух и дека за време на неговиот затворенички живот мораше од нешто да се храни. А што изеде големиот смок? Занемарлив биланс. 200 вреки брашно, 15 сандъци мармалад, 100 вреки шекер, 12 килими, 70 вреки бомбони, 500 кила стакло и 2 вреки клинци. А што испи големиот смок? 25 буриња зејтин, 500 шишиња ракија и 500 шишенца од колоња. През месец октомври 1963 година, Струмица. Музика! Ден прекрасен мајски ден, од колите на Струмица. Одеден мор, еден до друг, седеа двајца влюбени. Одеден мор, еден до друг, седеа двајца влюбени. Објава! Се објавува на граѓанството дека денес познатиот голем смок Цицоциц брашнојад зејтин смук домашар од стариот магазин се префрлил во новиот магазин на Македонија Екс Имт. Vojvoda, 100 se volen, razvolen.
да не се